почитуван председателя, колега Митко, вака интересно е како вие направивте една ментална трансформација, односно една гимнастика во овие, ај би рекол, некрстени денови во христијанството, што се кажуваат помеѓу Божики и Водици, кога имаме трансформација на владата, кога се уште имате актуелни министри, до вечера барем уште еден час нареден, и како вие од власт најнаш станавте опозиција, па најнаш тука кажувате како требало, па глумите жртви, и ки испадне на крајот дека ние сме го прифатиле тој француски предлог, ние сме подпишале Пресмански договор и така натаму. Почитувам Митко, ова ме потсеќа на една колешка тука од претходниот мандат, која вака во согласно со вашиот ментален склоп од 66-то место во индексот на корупцијата дојдовме до 111-то и кога паднавме на 95-то без срам испадна и кажа дека сме напредувале 11 места. Прво имаме назадување за 45 места и после без срам кажува дека сме се подобриле за 11 места. Истото вие го правите. Зборувате за економија. Како не ви е срам? За 5 години успеавте да се задолжите колку што сите влади се задолжија за претходните 25 години. Дополнително зборувате за Европа. Знаете кога бевме најдобри во однос на оценките од Европската комисија? Во времето кога вие сакате да кажете дека било режим. Имавме просечна оценка 2,53. Последниот извештај е со просечна оценка 1,52. Дебакал, брука и мизерија. Кажувате, требало инвестиции. За инвестиции треба безбедност, треба инфраструктура, треба образование. Немате учебници за учениците. Од компјутер за секој дете паднавме на ниво да бараме учебник за секој дете. Знаете колку време трошат инвеститорите во доедукација и дообучување на овој кадар кој што вие го продуцирате? Години и години губат, па затоа ни бегаат по Мароко, по Тунис и по останатите земји. Инфраструктурата дебакал. Арно Благојче не е тука да се срами. Човекот за греови, најнеспособен министер во историјата на Македонија, 6 години правеше 4 километри автопат. Еден кажи ми пат кој што сте го проектирале и кој што сте успеале да го завршите. Во однос на безбедноста, мислам дека воопшто не треба да се зборува. Таква држава вие ни оставате и сега вамо ми глумите жртви. У најмала рака треба да молчите и треба достоинствено да ја предадете власта. Ви благодарам.